Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, прва во оваа работна недела и прва по изборите, или што би се рекло дента потоа. Изборите поминаа како што поминаа. ВМРО ДПМН, да не се лажеме, убедливо победи. Нема да речем историски резултати, меѓутоа во секој случај се резултати кои што кажуваат дека апсолутна доминација ќе имаат во практично сите општини во Македонија, каде што мнозинството од населението е македонско. Од друга страна, само и покрај, јас би рекол, травматичниот пораз, испраќа чудни пораки, тука зборувам за раководството, се разбира на СДСМ, дека не им е лошо и дека во основа поминале добро, ја надминале кризата и сега може да се надеваат на подобри резултати. Ке разговараме на ова, се разбери на други теми со мојот вечерашен гостин, колегата Цветин Чилиманов. Добро вечер. Добро вечер, Драган. Поздрав до сите наши гледачи. Значи, јас морам да признам дека сум збунет. Чилиманов, долги години сум во оваа работа, на сцената, би рекол, и сум се изнагледал се и се што до сега. Меѓутоа, овој нов момент, би рекол, што го продава раководството на СДСМ е наистина уникатен по многу нешта. До сега се обвинувал народот, Бранко Црвенковски велеше во право се и кога грешат и така натаму, но прв пат еден ваков страшен пораз, некој мртов ладен се обидува да го прогласи за победа. Како го толкувате овој? Па нема што друго да кажат, Потонавме, пропаднавме, нема спас, мислам, толку многу инвестираа во, да речеме, дека ВМРО лоша менаџира локалната самоуправа, иако нели знаеме дека едниот проблем, големиот проблем што беше, се работи за ситуација во која што очигледно сериозни пари, политичко влијание истурено да се превземе градоначалничка една, клучната, нели, секако, но максимална штета да направи, но другите, се друго, функционира генерално коректно, значи и со локална инфраструктура додадена, и со крупна национална инфраструктура, гледаме дека интензивно се гради, довршува тоа што било почнато уште нели во претходниот мандат. Така да навистина многу вложија во таа приказна дека некаква страшна катастрофа се случува во локалната самоуправа, иако повторно велам беше очигледно има проблеми, но се очигледно наметнати и намерно произведени. Особено во градот Скопје, мислам дека таа приказна полека завршува, се разбира, Оце Георгиевски води. Некои очекува, имаше во ВМРО оптимистички најави, се разбира дека Орце Георгиевски ќе победи во првиот круг. Тоа не се случи, но да не се лажеме, многу кандидати и тоа тешко ќе води. Пред да се вратиме на овој дел од разговорот, да замолам режијата, јас не можам да одолеам, почитувани гледачи, едно парче само сакам да ви пуштам видео, 20 секунди од прилика се, ве молам да го погледнеме заедно ако е подготвено. Перспективите и за една иста работа може да идат поинакви. Јас тоа го образлагам сега. Ја кажувам нашата перспектива, а нашата перспектива е дека ова е супер за нас, ама лошо за ВМРО. Затоа што супер за вас е лошо за ВМРО, вие губите, ВМРО ДПМН победува, не е баш така, не е така. Ние имаме нагорен тренд. Ај отвори крива паланка да видиш како беше. Еве таа би текнува. Чекуват вчера? Мислам дека е од синоќа и морам да признам, јас сум изненаден кога рече господин Венко Филипче дека резултатот не е посакуван, ама не е ни лош, затоа што некад имаме зголемување на бројот на гласови во споредба со ланската година. Реков, добро, ова е првиот момент во кој што нешто мора да се каже, а потоа нели следува оној отрезнувачки дел каде што вика, добро, сепак не е добро. Меѓутоа имаме подпредседателката, професорка инаку на факултет, Ана Чупеска, која што кажува ова. Значи, јас прв пат гледам кога некој буквално ви вели дека денот е ноќ, ноќта е ден или нешто така, и тоа кажува најсериозно, новинарот ти вели, ама не е така, меѓутоа не. Да. Страшно, не. Ова е дали ова психолошка состојба, сега се извинам, можеби навлегувам во нешто што не е мој домен па ваш, но не можам да го толкувам поинаку. Некој може би да представуваш сега, нели, нормално дека во помали општини ќе се погоди некој соодветен кандидат, да речеме во локалните избори, не знам, 2013, ако не сум грешка, кога ВМРО победи буквално во сите општини, СДСМ победи во Ранковца во прв круг, ќе се погоди секогаш еден успешен кандидат, популарен во народот, нели? Па и сега ќе има некој, да не ме фаќате за збор, Паланка, мислам. Кривогаштани, Паланка, Зрновци, на пример, секогаш било хардкор
Значи, кога ВМРО, пак, например, сите општини ги изгуби 2017, Зрновци се гласаше за ВМРО. Овие избори, не знам точно што се случило, се погодил кандидатот на СДСМ, имале среќа да погодат успешен кандидат, но тоа се исклучоци во огромен тренд спротивно на нив. Сега, значи, не би рекол дека е психолошка состојба, веројатно е, мора тоа да го кажат, бидејќи се во многу сериозна состојба. Значи, како владеачка гарнитура, внатре во раководството, тоа мислиме, да. СДСМ е предводено се уште, нели, од лидер кој што е од клана од групата на Зоран Заев. Нели, Венко Филипче и председател на фондацијата, кој не се лажам, на Зоран Заев, негов најблизок соработник, нераздвоени беа и личен пријател се. Да. Тоа не се ни крие, не е нешто. Заедно во Дубај одат. Излегоа доста информации за заедничка вмешаност во бизнеси со братот на Зоран Заев, соларни, енергенси, не знам, јаглен. Широк е диапазонот, колега. Значи, кривични пријави пред изборите, точно во таа насока. Многу сериозни прашања поставени, многу луѓе зацрнија во тие 7 години на власт, апсења, систематски прогони на опозицијата, значи тепање, апсење, демонстранти. Нешто што не го гледаме сега во обратен правец. Па, да види, значи, ние имаме доста издржани кривични пријави, како што се представуваат во јавноста, поднесени, значи, не од било кој од финансиска полиција, Министерство за внатрешни, кои што гледаме дека ќе трнат до некаде и судот ќе додели, не знам, не мора притвор, домашен притвор, па и од домашен притвор ќе му даде на обвинетиот, не знам, дозвола да патува во странство. Дури кога е во прашање милионски криминал. Значи, еден случај е преку 100 милиони. Значи, тоа е апсолутно луѓе кои што имаат сериозна можност да влијаат на сведоци на текот на истрагата. Така да не е дека не се... Така, од друга страна не гледаме силеџиство, условно кажам, ова што го гледаме оние 7 години, немате од страна на ВМРО да попене колку и да се обидува еден наратив да се создаде од некои медиуми, дека се врати режимот и тие термини, не го гледаме тоа, сега објективно зборуваме, нема такво нешто. Не, има... Имате кривични пријави, па што? Мислам, тоа е нормално. Тоа е прашањето, нели, тоа е едно од работите што и премиерот ја најавуваше на овие локални избори, дека главна точка по изборите, нели, инфраструктурните работи се решаваат, се обезбедуваат кредити, заеми, инвестиции, но и реформи во правосудството. Но дека главна работа ќе биде правосудството, бидејќи очигледно тука кочат и пропаѓаат работи, особено после кочани, кога видовме дека што може корупцијата да ти направи. Дури во текот на изборите излегуваа информации дека се вртале телефони и се јавувала на највисоки инстанции во СДСМ партијата. До кого можеме да стигнеме, така да ше разговори. Очигледно дека и стигнале според тие разговори како што беа пренесувани. Значи од тоа е да речеме некоја ситна корупција за локал во града, ма гледаме каква катастрофа може да предизвика. До најкрупни видови на корупција, например овој случај со преку 100 милиони евра корупција, меѓу другото содржи во себе намерно купување и горење на гориво кое што е штетно по здравјето. На отровен мазут, буквално, да. Во јавни институции, значи тоа не е само на една точка неготино го труеме и Скопје. Уништување на цела држава без никакви морални скруполи, да. Така да нема тука пардон, тоа мора да се направи. Сега тие суди обвинители и голем број, значи претпоставам инсталации во јавна администрација, и во дипломатија, и во безбедносни служби, до избориве спија на ува дека добро во ред, ВМРО доминира во македонскиот кампус, ама еве, Дуи ќе победи кај албанците, па потоа ќе има политичка криза, како 2008 година Дуи ќе мора да влезе во влада, па ќе се вратат работите, ќе балансираме. Па и СДСМ ќе влезе, ако имаше повеќе пати изнесува, ќе мора Дуи ќе се стира да се решава проблемот со Бугарија, па и СДСМ ќе мора. Па ќе влезе, ќе правиме голема коалиција. Издржат уште малку, ќе се вратиме. Од вчера таа приказна веќе пропадна. Апсолутно нема причина. Ќе се вратиме, се разбира, и на Дуи, но кога сме во овој дел, постојат критики во дел од јавноста, со право или не, дека ВМРО ДПМН, премиерот е, ако сакаме, и премногу простор му остави на јавното обвинителство да работи начинот на кој што работи. Да, во собранието беше изгласано тоа што беше изгласано, се разбира, Лјупче Куцевски едноставно не се повлече, бидејќи му се дозволува да не се повлече и рекоа ајде ќе го ставиме ад акта се во ова додека не заврши случајот Кочани, иако случајот Кочани го влечат веќе 8 месеци, иако сите показатели се дека оваа гарнитура тамо нема намера да сработи
како што треба, по правила и принципи, туку гледајќи некои лукративни можеби причини и оставија простор година и пол да функционира на истиот начин. Ова многумина велат дека е грешка на раководството на ВМРО. Не знам која била проценката, очигледно е ако се од повеќе медиуми загуваат информација дека дури Кочани, поради кое што е оставено обвинителството вака да продолжи, дека дури тука свесно намерно прикривале работи. Значи од повеќе медиуми кои што не се блиски, кои што не се синхронизирани, изнесуваат дека имало информација кои што биле скриени, кои што обвинителството не ги искористило, кои што се политички многу проблематични за СДСМ партијата, за тие што биле на власт во годините кога И старата шема, условно, која вели дека намерно се води можеби истрагата во погрешен правец. За потоа релативно лесно да паѓаат обвиненијата или да може да се разлекуваат до вечност, а луѓе со пари и со добри адвокати можат чуда да прават. Да не збориме за другиве корупцијски случаи, со многу повеќе пари што се вклучени. Тука зборуваме нели за десетици илјади евра биле подкупите, саати, такви работи и тоа ја предизвика катастрофата. Имаме милионски, десетици милионски, стотици милионски корупцијски скандали кај што навистина обвинителството има јасно дека ги забушотува. Тоа е нешто што порано, да речеме, имаше силен притисок и од меѓународната заедница. Така да и тоа се стои како декларирана цел дека тоа мора да се работи на тоа прашање. Така да апсолутно тоа мора да биде тема број 1. Приоритет. Апсолутно. Да се вратиме повторно на резултатите од изборите. Господинот Филипче вели не планирам да поднесам оставка. Тој тоа го најави и однапред. Неколку дена, ако не се лажам, пред самите избори, рече па нема потреба, ние се консолидираме. Тоа значи дека таму постои, барем сега за сега, еден план во раководството по секоја цена да се остане горе. И интересно тука има, се извинувам што ја спомнам господјата Софија Куновска, таа беше порано виден член на СДСМ, потоа се испокара со нив. Се надевам нема да замери што ја кажувам, меѓутоа објави еден текст, вели да, нивниот план е, сега го објаснувам текстот, е да останат на секоја цена на врвот за да може да си наместат уште по еден 4-годишен мандат во собрание на наредните избори. Ништо друго нив не ги интересира. Што носи имунитет. Доаѓаме до клуче, што носи имунитет. Да, тоа е, че СДСМ има и големо искуство во политички прогон во изминативе години. Знаат тие како се апсеа пратеници, како се пазареле со структури во опозицијата за промена на името и така натаму. Очигледно сметаат дека може да продолжат така. Сега нели со сите нивни криминали и злодела што ги направија во периодот кога беа на власт, очигледно сметаат дека неопходно приоритет број 1 им е да останат на власт во опозицијата, не да бидат главната опозиција. Иако и тоа им се измолкнува. Тоа веќе е многу проблематично. Дури левица тука ги надминува и така некако да се обидат да се заштитат во овој период кога очекуваме нели дека по исходот на изборите дека дури и на најтврдокорните структури во судството, обвинителството ќе им стане јасно колку е саатот, дека не можат во недоглед да продолжат да ги забошотуваат овие работи и дека ќе се надеваат на таа нивна клучна улога во како најголема опозицијска партија уште не знам колку време. И најмалку врз база на тоа да имаат право да се вадат да обвинуваат за политички притисок или не знам што. Меѓутоа, еве, ова вчерашна ситуација покажа дека дури и тоа не може. Веќе ова станува колку и да е нереално, станува факт. СДСМ веќе со 125.000 гласови од прилика освоени, падна и од оние фамозни 150.000, ова се историски неуспеси, да се лажеме. Ова е навистина за нив катастрофа. Меѓутоа фактот дека Каја Шукова како кандидат на СДСМ не успеа да влезе во втор круг, туку влезе господинот Амар Мециновиќ од Левица. Шукова не е ни трета, веќе четврта, нека пета. На советничките листи се и пети. Јас не знам сега како понатаму да го толкуваме ова, меѓутоа факт е дека СДСМ веќе не е лидер на опозицијата, тоа веќе може официјално да се каже. Може тука се разбира, еве релативизираат некои медиуми со помалку гласови до поголема победа кај ВМРО ДПМН, СДСМ намали, ама не знам што. Ова се веќе математички крива паланка. Крива паланка, значи ова се веќе математички халуцинации. Би рекол да, можеме ние да докажуваме со математички прогреси и не знам што. Меѓутоа суштината е 32 општини ВМРО ДПМН веќе ги освои.
начинот на кој што води во некој од општините е толку снажен, што сега што да се правиме? Орце Ѓурѓиевски води со 4:1 отприлика кон Амар Мециновиќ. Што треба да се направи да падне атомска бомба па да се смени тоа? Каква треба да биде таа разлика во мислењето на луѓето? Каја Шукова не успее да влезе во втори круг. Не, мора, ќе кажуваат се што можат да измислат, ќе кажуваат само за да купат ден, некој да веќе има нели повици и од внатре од СДСМ, освен се разбира, не е само Софија Куновска, има многу. И Стругица, господинот нели, Костадинов веќе се прилично активира, гласно зборува. Меѓутоа тој па еден интересен момент. Луѓето зборуваат откако ќе бидат исфрлени од друштвото, ако така можам да кажам. Знаете, вие првин и господинот Чилегов критикува. Меѓутоа се тоа луѓе кои што критикуваат откако веќе го напуштиле сообраќајот. Костадинов имаше идеолошки критики во текот на Тоа е вистина. изборите за нели тие забегувања во родови, левичарски идеи, нели, постмодерни идеи, што е машко, што е женско, што е семејство. Прашање што во Македонија навистина многу ќе ви помогне ако ги форсирате, да. Па не, нормално, ако ти настапуваш како таква партија со нели ликови како Чупеска, например, што ја спомна, ти не можеш да бидеш компетитивен во руралните средини, не можеш ни во Струмица, не пак во уште по-рурални средини да бидеш кадар. Примерот со Костадинов ми е навистина чуден. Човекот веројатно ќе беше фаворит. Да. Во Струмица ВМРО ДПМН доби во прв круг градоначелник со огромна разлика. После 20 години, ако не се лажам, Костадинов со сите негови мани и доблести ќе беше фаворит. Тие свесно од X причини, јас се надам дека не е само затоа што критикувал родови политики, пронајдува дека токму овој човек кој што е еден од минијатурниот број на фаворити го исфрлија од игра. Така. Не знам, имаат тие долга традиција на задкулисни игри, не сме толку паметни. Не сме ни толку паметни да ги толкуваме што се случува во Копа на Бихачка, таму, да. Партија, они си се махери за тоа сами себе да се... Сами себе да се упропастат во случајот. Бранко Црвенковски се појави неодавна на едно необично место, необично, потоа толкувавме вака во некој друштво дека човекот е во Охрид често, па има право да седне во ресторан. Меѓутоа тоа се направи една фама, па потоа Филип испрати порака од оној арогантен тип или си СДСМ или не си, што исто така е Филипче да му каже на Бранко Црвенковски кој е СДСМ, мислам дека е па невкусно е веќе, да точно. Со се што мислиме за Бранко Црвенковски. Добро, како и да е, морам да спомнам левица во цела ова приказна, тие не добија повеќе од тоа што е нивниот максимум, дури мислам дека и се нешто подолу, меѓутоа добија неколку советнички места плюс и го добија Амар Мециновиќ како кандидат, се надам не е проблем ова, во вториот круг во Скопје и од тука се разбира се прави една фама дека се направило чудо. Јас би рекол ситуацијата е СДСМ изгуби, ама левица не доби. Точно да, левица не победува толку колку што СДСМ се распаѓа и крахира по сите основи. Но да, дефинитивно сега левица ќе настапува од позиција на налет, имаме ветар во грбот, сега сме втори во Скопје, за малку втори во аеродром, например, имаат такви резултати. На повторно прашање како мислат да капитализираат на тоа. Сега се постава прашањето дали ќе се обидуваат да прават некој вид на брзинка, да состават некаква коалиција во пресрет на вториот круг за Мециновиќ да има уште подобар резултат, но гласовите може да дојдат од ДУИ, со кој што не знам левица во собрание се тепаа, кршаат тастатури, монитори и така натаму. Дали беше тоа представа е прашање, затоа што па од ВМРО ДПМН инсистира дека постои некаков неформален сојуз на овие три партии, на СДСМ, левица и ДУИ, што се разбира никој никогаш нема да го признае. Немаме црно на бело, меѓутоа дефинитивно левица во Тетово Гостивар струга работеше да му помогне на ДУИ. Значи со објаснување а зашто да немаме кандидат. Да, таму промовираат, не знам, загрозеност на македонските гласачи, мора да ги подкрепи, но во Скопје промовираат, не знам, мултиетнички кандидат сосема во обратна насока одат. Намерата јасна беше, како што намерата и на тие испади на градоначалничката во Чаир беше да му се помогне на ДУИ да се ослабне кандидатот на Влен, така и и кандидатурите нели во Струга, Гостивар и Тетово. Единствена цел беше македонските гласови да не отидат на контото на Влен, што е, нели, на сите ни е јасно дека за македонските гласачи, за
главната македонска суверенистичка партија ВМРО-ДПМН, задача број 1 на овие избори беше да се ослабне ДУИ, бидејќи од ДУИ доаѓа главната закана утре за Бадентерово мнозинство, меѓуетнички тензии, влегување во барање да се влезе во коалиција, странците што историски ги поддржуваат од 2001 до сега. Значи јасно беше дека целта беше конечно да се пензионира Али Ахмети. Неопходен чекор во таа насока беше да се помогне на некоја друга албанска опција да се Што да по се политичка крене. смисла е коректно. Тоа што некој сакал тоа да вади тези дека е во прашање предавство некакво и не знам, тоа е веќе Како што голем број албански гласачи ДУИ и други партии 2016 година гласаа за СДСМ, ниф им се безмалку преполови бројот Така е, на албанци во гласачкото тело, собранието се намалија за не знам меѓу третинка и половинка. Па јавно се повикуваше тогаш и сепак- по џами, ако не се лажам, да се гласа за СДСМ. А никој не викаше дека е скандал сега албанци да гласаат за СДСМ, рекоа целта не е да го срушиме Груевски, мора Груевски да падне. Што е тогаш скандал? Македонците да речат добра, ние сега ќе го пензионираме Али Ахмети. Иако гледаме дека Влен сосема добро поминува и во чисто албански средини, не е Ќе се дека вратиме на таа македонците тема само уште размислуваат. малку за левица и за СДСМ. Амар Мециновиќ веќе не е нова појава на политичката сцена во Македонија. Некои велат дека сега се прашање на вкусови се разбира, дека неговата кампања била интересна, симпатична кон младиот народ, особено урбан, биле пораките и оствари резултат кој што не е кој знае што, но е фактички успех затоа што тие се втори. Сега се настапува од позиција ова е борба на Давид и Голијат, во смисол Орце Ѓоргиевски на своја страна има мокната ВМРО да помене сите ресурси на таа партија и така натаму, а левица нема и ние сега се бориме малку Робин Худовски и малку од позиција на гласајте на луѓе затоа што ние сме однапред жртви, отприлика така, па дај да дадеме притисок. Но објективната стварност, она што на крајот на криштата ја решава работата, е огромна предност на Орце Ѓоргиевски. Да. Еве, повторно за тоа окрупнување на позицијата што го зборуваат. Еве, да речеме и дека конфликтот левица дуе фингиран, што држи. Конфликтот левица СДСМ не е лесно да се фингира. Значи, левица има декларирана цел да го пасокизира СДСМ, да го раздроби, да го замени СДСМ и на овие избори до некаде има одреден успех во таа Па и насока. модеше во нивна корист приказната. Која е пак сега математиката пак на СДСМ да се приклучат во оваа скаламуција, кои што сепак имаат многу повеќе од левица структури на И така терен. натаму, да. Луѓе во- Интересно толкуваше некој, морам да признам, сега да не ме факате за збор кој тоа го рече, меѓутоа интересно толкување даде СДСМ се во таква позиција да прифатат, како што прифатија своевремено во сопствената влада да бидат втора сила, по ДУИ, и тоа не беше номинално, тоа беше фактичка состојба, сега се готови да бидат втора сила и во опозицијата, ако треба и на левица, само да опстанат на она што им е неопходно, а тоа е преживување до следните парламентарни избори, а потоа да се добие Да, некој политичко тие место. чекаат насоки од некаде, тие насоки им доаѓаат од Брисел, од Вашингтон, Но сега очигледно веројатно некаде не ќе доаѓаат доаѓаат. веќе. И сега Прифатија имаме дуи да им лутање, дава што? насоки едно време. И точно, да, еве сега одат кон тоа и левица да Но прифатат. тука веќе немаме идеологија, тука веќе немаме интелектуален пристап, тука немаме ништо. Тука е да. компанија, фирма која што се обидува да преживее. Да, гледаат само бројки, ако можеме да ги споиме некако овие бројки, фактички таа коалиција, да речеме, го разградува СДСМ, уште повеќе ќе оди на... Но не е важно. А и, да речеме, Левица е протестна партија. Незината поента беше да протестира против националните предавства, против кои што ги правеше Заев. На кого тие му помогнаа да дојде на власт со учество во шарена револуција и во судскиот прогон преку СЈО. Оваа влада такви работи не прави. Па не гледаме. Апсолутно гледаме дека обстојува на тврдата линија на бранење на македонските национални интереси. Која е сега причината за протестот на Да, сега се зборува за борба против мејнстримот, капиталистичките партии кои што сакаат да им ги дадат парите на богатите, да им ги земат на сиромашните, отприлика таа приказна сега се вози. Еднаш едно интервју ми слушав, точно да. Мислам фрази што ништо не значат од Ќе вратиме, ќе 30-те направиме години. национализација ако Да, треба. да, Да, да. ова се фрази од 30-тите години на минатиот век. Ќе направиме национализација, ќе го одземеме името од кулаците, не знам. Да, не знам. Другари, другарки. Добро, интересно, имаат право на тоа. Кој што читал ден тај Имаат право на тоа. Не е спорно, меѓутоа политиката се плаша малку повеќе од таа работа. И сега сакам да зборуваме за уште нешто друго. Го слушав внимателно говорот на господин Христијан Мицкоски на премиерот.
во синоќа во доцна влече си на полноќ беше кога ги објавуваа резултатите од изборите, се разбира неофицијалните, бидејќи ДИК тоа ја има задача за тоа да го прави. Исклучително внимателен говор на премиерот. Нигде не се зборуваше за триумф, за гледајте што ви направивме, ве изгазивме и така натаму. Не, напротив, пораката беше сублимирана вака во неколку реченици, дајте и во вториот круг да ги поддржиме нашите, да завршиме со убедлива победа, затоа што не чека работа за исправање на еден куп грешки од минатото. Нигде не беше спомната ниту одмазда, политичка зборам, одмазда камоли некоја друга, пресметки некакви, калкулации. Туку се сведуваше на внимателна порака до сите граѓани, дека ни е потребно обединување, дека ни е потребно сега да застанеме сите заедно и да направиме нешто од државата. Ова е за мене ново. Да, да. Да, точно инсистираше на смирена, фер, правична политика во иднина, што е нормално за партија која веќе има толку доминантна позиција во општеството. Таа нема причина, нема потреба да се заканува на било кога. Значи, се закануваш кога си во... Немаш сила кога си во моментов, значи... Но некој може ова да го протолкува како слабост. Еве, и покрај се што имаме, ние се плашиме малку да бидеме поагресивни. Но ова беше навистина порака од поинаков интензитет, би рекол, од поинаков концепт. Сакаме да ви понудиме на сите простор да учествувате во создавањето на еден нов наратив. Па ја видовме, да речеме, во кампањата на кандидатот за Скопје. Токму така. Орце Георгиевски покажа еден токму таков елемент. Апсолутно се сретна, дури со еден од најводечките кандидати за градоначалник од СДСМ. И не само што се сретна, него и го придоби и со голем број други. Збориме за Мичко Ралев, така беше, да. Меѓутоа еден куп јавни фаци кои што претходно биле повикувани за не знам што. Апсолутно не се ВМРО, да. Се ВМРО не се. Точно. Значи, сакам да кажам, значи тоа не беше идеја само на Орце како кандидат кој што се издвојува, туку тоа е очигледно политичка стратегија на целата партија. Бидејќи во СДСМ има еден друг елемент. За кој што можеби сме зборувале, не сум сигурен, господинот Герасимовски, кој што води на изборите во центар пред Лабудовичот, знам. Неговата кампања беше во еден поинаков смер. Тој практично се одвојуваше од партијата. Да. Вие во центар имавте кампања која што не е СДСМ. Да, посебни билборди, посебни пораки и слогани. Човекот буквално, да речем, се плашеше да каже дека е од СДСМ. Ако може како независен да ме гледате. Така. Што покажува или разлика во квалитетот меѓу него и самата партија, или идеолошки несогласувања, се тоа кој да го знае. Ние имавме 7 години ситуација во која што македонските гласови беа тесно поделени меѓу СДСМ и ВМРО после шарената револуција, додека албанските гласови имаше една огромна партија и голем број микросателити. И големата партија ДУИ и покрај тоа што се од етничко малцинство, во оваа ситуација успеваше да доминира со политичката сцена. Тие решава кој од албанските партии ќе влезе во коалиција, која ќе излезе, ги ротира Беса, не знам, Гаши, не знам, Таравари, како ќе им ги вртеа буквално и решава меѓу македонците кој ќе биде кој ќе формира владата, дали ќе биде СДСМ или не. И нормално СДСМ, бидејќи СДСМ има подобра опција, послаба поддршка и нема дно, нема крај што ќе ти дадат. Тоа е посебен елемент, ништо не е страшно ова што падна. Ова е не е земјотрес, не е ништо. Тоа е посебен елемент. Ситуација обратна. Сега албанските гласови се тесно поделени на две групации, горе-долу еднакви, додека во македонскиот кампус го имаме доминантно ВМРО и сега имаме неколку, например, СДСМ партии, знаме, издвоена, еве, во центар се издвоени, во Струмица една фракција им се издвои и кој знае какви други, колку други такви подфракции, Шилеговци, не знам. Не знам, ЛДП на една страна, не знам, Левица, сите тие се приближно тука некаде. ЛДП направи многу чудна комбинација, но многу чудно, јас не можам да Best of the rest, кисовра. Така е. И се околу ДУИ и ова спомнавте. Да, веројатно македонците гласаа некаде од причини кои што ги објаснивте пред неколку минути, да не се повторуваме, меѓутоа Изет Меджити едноставно го победи Бујар Османи. Едноставно го победи на отворена сцена. Како сакаме да го вртиме тоа? И Бујар Османи имаше доблест, морам да признам, да честита, да рече, јас очекував тамо да има многу повеќе нервози и пораки, не. Најпрви Арбер Адеми ме изненади кога излезе вчера, кога завршија изборите и рече ние почитуваме дека беше демократски процес, само таков достани и во гласањето.
се извинувам, во пребројувањето. Јас мислев дека тука има еден елемент на негодување, но не. И Бојар Осман излезе и рече да, честитки, се надевам дека Изет Меджити ќе прави добро во... Да, едно негодување му беше дека Меджити победил со помош на коалицијата, сака да каже со ВМРО, но изгубија и во чисто албански средини со голем резултат, а еве се на чекор да прават некаква коалиција со левица. Дали ова кај албанците значи конечно пресвечување, ако така можем да го кажем, надраснување на темата национални прашања, со кој што Дуи Али Ахмети одеа до последен момент. На крај излезе и со фотографии од себе во униформа. На крај излезе и со не знам што, со пушки и бомби и берданки таму. А и последен ден на кампањата Ахмети беше во Приштина на тој големиот собир или во Тирана, не знам. Така, се албански Хашим Тачи, апсолутно, нели Хашим Тачи на го судат во Хак. Го судат како што, нели. И ќе даваме поддршка и се е тоа убаво, ама не гол на народот. Но има апсолутно едно големо движење во Косово пред се, на Албин Курти, кое што се бунтува против оваа гарнитура на поранешни коменданти на УЧК, кои што после војната имат искористено тие привилегии на победници во војната, максимално да крадат, приватизираат, корумпираат. Што е еквивалент на Али Ахмети кај нас, ако сме реални. Точно, да, апсолутно. И да речеме Еди Рама во глобалната албанска политика е заштитник на ова крило на старите УЧК команданти и добива голема поддршка од дипломатите од САД, од Европска унија, кои што со децении работела со овие ликови пред војната во Косово, за време, по војната, и доста пари тука се поделени меѓу нив. Што пак е чудно, морам само да интервенирам тука. Еди Рама е заштитник на ова крило, кое што е исклучително агресивно, екстремистичко, да не се лажеме сега. Биле порано, сега се корумпира, не клептократ. Но Еди Рама па важи, сака да го доживува често пати на Балканот како една рафинирана, интелектуална личност, уметник со батики наоколу се шета, нели, екстравагантен, чуден, секогаш зборува правично на овие самити, секогаш... Добро, ни на Хашим Тачи, кравата му става пред преговори, знаеш, Джеймс Рубин, мислам, кажуваше, да, трчавме да му најдеме кравата да му ставиме. Извадел од униформа. Никогаш не ставил кравата претходно. Да, од униформа донесен на CNN да го стават на камера, вика, трчавме брзо. Да. Ваделе од некој може би. Еди Рама дворед се пак има некој бекграунд во таа насока, може да се представи како таков, но политички сојузници му се УЧК крилот. Од друга страна постои едно помладо, поенергично антикорупцијско крило во Косово, кое што се бунтува против оваа гарнитура. Вика, претеравте луѓе, добро, се боравте, окей. Секоја чест и почет на загинатите, вие што преживеавте. Доста крадете. Да. Доста крадете. И тоа се прелеа и во Македонија. Сега, таа гарнитура апсолутно па нема поддршка во меѓународните кругови, освен во некој така левичарски... Албин Курти е под санкции практично, да. Точно, да. Но е многу легитимна, да речеме, политичка опција во регионов. Се нормално, има кај нив националисти, радикали, не се излечени од тие, сепак им водале војна за независност пред 20 на години, жртви паднале, Албин Курти во затвор бил. Но во секој случај се, како што каже, едно освежување на политичката сцена во Косово, во Албанија до некаде и еве во Македонија на вистина голема работа завршуваат нови против сите овие притисоци од сите страни, од, да речеме, таа националистичка аура на УЧК командантиве тука и против меѓународната заедница, која што воопшто не ги поддржува. Дали ова значи, конечно, бидејќи имавме парламентарни избори на кои што вреди или влем не се покажа лошо, да се разбереме, и сега овие резултати, и Тетово има предност ка сами и така натаму, дали ова дека се разби илузијата, дека Дуј е семокно, тоа е веќе завршена приказна. Но дали ова ќе значи конечно дека вреди може суштински долгорочно да се носи со Дуј? Дека нема да им се случи повторно таравари? И уште еден куп таравариевци во минатото кои што Дуј ги вадеше по потреба од своите противници и ги правеше своји сојузници. Биде голема разлика на вреди во однос на Дуј, во тоа што, да речеме, во Дуј кога беше доминантна албанска опција, тие доста брутално отворено ги корумпираа помалите партии, нели имаше, да речеме, еден случај купување куќи во Карпош, донирање, практично давање на лидер на партија да влезе во коалиција, па потоа да излезе, па да влезе по потреба. Вреди, еве ги гледаме сега дека бараат да се истрае во доста крупни истраги во случајот на Груби, во случајот на внукот на Ахмети за Соравија, Пуцко Петрол, нели,
навистина огромните корупцијски скандали во енергетскиот сектор, така да не ја користат позицијата добро, ги имаме документиве, ги имаме доказиве, па ќе преговараме со Ахмети докаде е твое, докаде е наша, со овие материјали што ги имаме, туку навистина многу почесно играат, настапуваат во ред, ова треба да се, тоа е, да речеме, навистина изненадување кај нас, да видиш една албанска опција да ја обвинува другата за корупција и да обстојува на тоа. А не да се занимаваме цело време со... Колку албанци биле вработени, да. И ако успеат и некои, да речеме, некои надежи постојат во здравството, каде што има така млад IT кадар. Азил Алиев, интересен лик во секој случај. Имаше такви обиди и порано, да речеме, со Имер Салмани, со... Кој потоа помина поинаку, да. Да, образование, ДПА кога го водеше. Значи, се спроведуваа реформи кои што се во интерес и на македонците и на албанците. Алелуја. Така би требало да биде. Било, да речеме, една навистина промена и додадена вредност во... Не, сакам да кажам, очигледно дека и албанското гласачко тело созреа, така да кажам, состојбата. Така. Ментално, дека крајно време е да се излезе од една досадна парадигма веќе, која што не носи ниту храна дома, ниту плаќа сметки, ниту врши работа, туку едноставно само ме влече назад, со знамиња не се живее, како што се знам. И многу важно за нас, тоа што, да речеме, нема да играат улогата која што Дуи се спремаше да ја игра, на тројански конј во владата, да речеме, Дуи да победаше на избориве, да издействуваше предвремени избори на кои што ќе победеше Валент, па да инсистираше да влезе во владата. На 2 месеци ќе излегува од владата, ќе инсистира во ред, сега мора пак ние да преговараме со Бугарија. Значи таа ситуација тоа што го правеа до неодамна. Албанец да преговара за македонскиот идентитет со Бугарија, мислам. Не иде, меѓутоа беше прогласувано за... Како лош сон, значи што не ми се верува дека се случи. Дека се случи. Но, ама може да е лош сон, ама не е. Со целиот тој габарит во меѓународната заедница, таа улога апсолутно ќе игра. Влен, да речеме, ќе настапи од една позиција на некој почит, некој респект. Ги немаат тие опашки во меѓународната заедница, не се нудат да бидат нивен играч во владата на Македонија. Многу почесно ќе настапат кон владата, а од друга страна тоа, например, може да помогне да се во преговорите со Бугарија, кој што нели ќе видиме дали воопшто ќе почнат, дали ќе има волја од нивна страна, бидејќи додека постоеше можност Дуи, СДСМ да се вратат на власт, да влезат апсолутно и Грција порано, и Бугарија сега и утре, не знам кој ќе биде Албанија, да речеме со кого би имале спорови, апсолутно немаат никаков интерес да седнат и фер и честно да се договорат со ВМРО, бидејќи ќе дојдат овие, ќе потпишат све што порано или подоцна. Да, зошто би преговарал. Така да сега со една известност дека ВМРО ДПМН ќе има 2,5 години, па уште 4 веројатно, или ќе видиме како ќе се одвијат работите, но во догледно време дека нема да се случи некој преврат повторно, некој заев да дојде на власт и некој Бујар Османи, сега да речеме во Бугарија ќе мораат пресметките да се ги направат и во Европската унија да видат што може да се бара од нас, што реално може да, каде може да се договориме. Така е. Цветен Чиливанов, вие долго ја следите сцената, се разбира и на Запад. Имате и релации, ако така можам да кажам, со Соединените американски држави. Своевремено бевте дописникот тамо, работите и за компанија која што е на наш човек, меѓутоа е американска и сето тоа ги знаете, сакам да кажам, односите тамо и структурно и во секоја смисла. Се чини дека Соединените американски држави како клучен фактор објективно на светската сцена, со сите чуда што ги прави Доналд Трамп и во позитивна и во негативна смисла, кон Балканот ја промени приказната. Тоа е видливо од однесувањето и на амбасадорот тука и генерално на целата таа администрација. Немаме веќе форсирање на приказната, на СДСМ, ако бидеме реални, на Дуи. Туку едноставно е оставено простор, ете ние самите нешто да направиме. Дали ова на долг рок исто така може да го очекуваме, или ова е само затиште пред повторно да ни се врати притисокот на кој што сме навикнати? Точно, ова е навистина голямо освежување на сцената на Балканот, да ги немаме тие непринципиелни форсирања на една политичка опција, една етничка опција во Македонија. Во секоја држава од Балканот си има еден фаворит, еден непријател и тој тоа. Тоа е тоа. И непријателот требаше да живее со тоа. Да, мора секогаш излегуваш на фудбалски терен со 3 гола негатива, па и со судијата на страната на другиот. Точно, да. Така да навистина ова е сега многу пофер, многу покоректна. Дури нели изненадија администрацијата на Трамп со
еланот, со ентузијазмот со кој што тргнаа да ги разградуваат овие структури кои што беа градени на Балканот. Пред се Сорос компанијата, Soros USA, NDI групите кои што служа и за нивна лична корупција очигледно и за наметнување политички решенија кои што создаваа непријатели кон Америка на Балканот, бидејќи нормално кога упорно гледаш дека не добиваш фер третман од светската тогаш ќе се суперсила. налетиш, се разбира, да. Така е. Апсолутно, значи Од друга страна се товеа, се разбира во најдобронамерна смисла, одредени групации со бескрено многу пари за проекти кои што објективно не значат ништо. така. Односно користа од нив е нула. За нив значат се разбира. Вие ако да. добиете некој грант од милион евра, сигурно феноменално ви значи, меѓутоа од тој проект вие баш ништо нема да произведете корисно за државата во која што живеете. Апсолутно, мислам, тоа е многу поодржлив начин и за САД да го зачуваат своето влијание во светот со фер, коректна политика, не со постојано, нели, да се мисли што ти спремаат следно. Каква Тоа таа нова некоја ударна држава во ти држава спрема. од која што Точно. треба да се внимава. Да тоа стават малце нормално да се разбира. Но тука се разбира се поставува прашањето, го зборувавме малку и пред да започне емисијата, јас и вие, дали ова ќе биде, што е ужасно тешко да се одговори, меѓутоа ние само анализираме овдека, исто така момент на додека трае претседателството на Доналд Трамп и можеби понатаму, не знам, ако J.D. Венс го наследи уште еден мандат или така, и потоа работите повторно ќе се вратат во онаа стара уиграна школа, или ова навистина е промена на парадигмата во САД, која што навистина самата веќе себе не можеше да се издржи на начинот на кој што функционираше кон светот. Не знам, ќе видиме. Првиот мандат на Трамп дефинитивно така заврши. Бурава чаша вода И ништо. Меѓутоа сега гледаме нешто друго. Сега гледаме дека е многу поподготвен, многу посериозен, но од друга страна апсолутно не смее да се Потцени противникот. занемари, да, тоа сега зборуваме значи за спрега на разузнавачките служби, на медиумите, на етничките малцинства кои што се впрегнуваат да гласаат во една насока. Илегалните имигранти за џудо. Криминалот стратешки користен во така да истите приказни како кај нас, само на малце повисоко. На многу повисок левел, да. Одиграни. Но затоа па и овие се поголеми играчи од другата страна, зборувам за Трамп и луѓето околу него, бидејќи навистина кога ќе видам што направи министерот за одбрана со генералите на кои што едноставно им пресече пред сите, буквално од сега па натаму доста беше играри. Америка го сменија името на министерството. Вратија името Министерство за војна и рекоа доста беше со не знам трансџендер и така натаму. На Америка е потребна војска, а не шега. И во сите сегменти, веќе го гледаме ова во сите сегменти како на Трамп да му дојде отпосле памет околу овие работи. Гледаме фер пристап, фер обид, да речеме, да се запрат војните, кои што очигледно беа провоцирани во Така. мандатот Иако на Бајден. тешко оди, од она што гледаме, еве и во Газа мирот баш не успева, иако се договорија, но се притиска. Прогласија мир, па Прогласија. сега базичната основа е мир. И сега ќе има претходно беше базичната основа беше тотална војна. Па имаше прекини, сега ќе има мир со прекини. Украина исто така, значи сега тоа е следниот крупен обид што ќе се направи. Само тоа да го направи Завршил работа. Завршил работа, да. Добро, и начинот на кој што еден претседател зборува, знаете што, луѓе се убивате во огромни пропорции, ви гинат стотици илјади војници, аман доста ви е. Во принцип, логиката од времето на студената војна, па ако сакаме бруталната политика во било кое време, би било тепајте се. Супер. Не, Лошо за логиката вас. беше правиме шарена револуција да испровоцираме војна, па ќе продаваме оружје на која страна треба и ќе ги преземаме рудниците, нафтените полиња од кога ќе се најдеш, значи буквално преговараат со украинците како со очајници, значи и Бајден претходно и па и Трамп сега. Значи, навистина, третманот на сојузничката страна е лош. Види го каков е, па замисли за противничката страна. Но имате порака. Луѓе, доста се тепате. Да. Доста е, луѓе им вика, секој ден ви гинат по 10.000 луѓе, што ви е на вас? Чуден пристап, морам да признам. Го оправдувам, но... Огромна промена од времето на Клинтони, Нуланди, Бајден и Обама. Обама, апсолутно, да. Кој што не знам колку војни почнаа во Блискиот исток. Иако се демократска партија. Така. Да се вратиме повторно на нашата сцена, сосема сме на крајот на оваа емисија, не ги спомнавме независните. 69 независни граѓански листи имаше за советници, освоија заедно 58.607 гласови и, според ова што го читам пред мене,
Значи ВМРО ДПМН има 301.000, 302 речиси, СДСМ има 124.000, коалицијата на ДОИ 114, коалицијата вреди 92.000, потоа следува Левица со 56.000. Тоа значи дека независните имаат повеќе гласови, тие се пета сила, пака. Собрано, кумулативно во државата, меѓутоа независните не се сила, односно не се сила која што може да одредува. Да, ние со сила го правиме да биде демоде, да си во партија, да си политички активен, па тоа се де факто партии, мислам, еве во Скопје имаме неколку пати, неколку циклуси поред настапуваат, така е, да. Иста група луѓе организирани заедно, кои што велат ние сме независни. Ти си партија. Што да кажете стави си отворено, лого, да. стави си табла. Зошто? Кого лажеш, мислам? Но има ли приказна во овој процес некаков? Или отприлика тоа само ќе бидат некаква ете, како се вика тоа, додаток на тортата? Па не, претпоставам дека целта е да се освои некој советничко место, да се биде колку што невладините во Македонија се невладини, а гледаме како се потепаа да влезат во влада моментот кога нивните дојдоа на власт, кога СДСМ дојдоа на власт, така и независниве генерално. Сега види, реално имаме големи проблеми во државата, тоа е точно, значи од чистота, загаден воздух и така натаму. Апсолутно можам да разберам дека граѓани се револтирани, ќе се групираат и ќе прешат, мора да се организираме. Па гледавме протести кои што се оправдани објективно. Точно, Ако вас вардариште ви гори со месеци, ќе протестирате, што ќе правите? Сепак повторно каналот на кој што реално тоа може да се реализира е преку политичка партија, да ја наградиш или да ја казниш за тоа што ја прави. Ние гледавме ситуации други дека нели имаме дури сериозни обвинувања за подметнати пожари во пресрет на изборите. Имаше и апсења. Имавме тотално партиско соопштение од Дрисла, например, се расправа со владеачката партија, додека гори депонијата. Значи, апсолутно не ни крија дека се политизираат пожарите, а може би подметнуваат. Така да, апсолутно правилниот канал е да судство, обвинителство да се врши работата, партијата што ќе добија власта да менаџира, граѓаните да ја наградат или казнат. Апсолутно. И кога сме кај независните, мислам, еве кажете ми вие ако грешам, дека на ВМРО ДПМН повеќе нема да им се случи независен кандидат кој што со нивна помош, апсолутна помош би победил и потоа би го направил тоа што го направи градоначалничката, која што е се само не добро. Да, затоа е мојата скепса према независни кандидати од Пенов, со една партија, па со друга независен, па Пенов повторно се појави, на сцена, меѓутоа ништо не направи. Со некоја чудна порака, нешто одговорност, нешто. Имавме флешбекови во минатото. Помалку изговори, така беше, повеќе работа, помалку изговори, но на крајот на денот да бидеме реални, Данела Арсовска не само што не направи добро, направи лошо. Не, тоа очигледно се поврза со една политичка опција, со ДУИ на крај, и работеше да направи максимална штета да му помогне на ДУИ во избориве. Мислам дека тоа е веќе апсолутно очигледна. Единствена цел беше да помогне ДУИ да победи во Чаир и потоа да бидат некаков фактор на, повторно да биде Али Ахмети фактор на, како што вика, јас поставам премиери. Тоа беше главната работа која што... И кога ќе добиете се тоа, кој ќе го добиете, кој ќе видите како функционираат политичките пазари, ќе ве заболи глава. Мислам, тоа е реално. И сосема за крај. Изборите беа, за тоа веќе нема дилема, фер и демократски во најдобра смисла на зборот, што е супер. Имаше нерегуларности, меѓутоа нерегуларностите беа од најона типична природа. Се обиде, и тоа беше многу интересно, вчера го спомнав во отвореното студио на Алфа, првиот настап од страна на господинот Димитриевиќ, мислам дека се вика од СДСМ, не беше водиме вамо, губиме вамо, туку беше нерегуларности и плаќања ова она, и тоа беше, мислев, првиот наратив со кој што ќе се оди и ќе се тера него, меѓутоа се повлекува и од него. Навистина нема веќе простор дека немаше. Да не зборуваме дека имаше некои медиуми што генерално одат и бараат цени, бараат негде кај што се случува, ловат и тие останаа разочарани. Да, Заев тоа го правеше. Ке кажеш дека не ги признава изборите поради не знам како која телевизија известувала за него. Но нема, мислам, разликата е преголема. Нема да речеме Заев тогаш имаше подршка од надвор да опстои во таа насока, да се делегитимизира македонската демократија, да се напаѓа дека имаме не знам какви слабости, пропусти кои што би оправдале меѓународна интервенција, се очигледно дека
никаде нема апетит за такво нешто. Цветен Чилиманов, колега, благодарам за вечерашното гостување. Благодарам на поканата. И да, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Јас ви посакувам добро здравје во наредните денови, се разбира и се надевам дека добро ќе размислите за кого ќе го дадете, се разбира, својот глас. По 2 недели ние и натаму ќе зборуваме на темата, да не се лажеме. Но на крајот на денот се зависи од вас, затоа што вие и ние сите заедно бираме кој ќе не води, на каков начин ќе не води и потоа ако греши самите да си бидеме виновни па да го смениме на наредни избори. Тоа беше се за вечерва, се разбира утре во 15 часот репризнато издание. А јас се закажувам нова следба утре вечер со мене и со нови гости во 22:30. До тогаш пријатно.